Здраво, дечки. Се надевам дека сте добро и дека се е во ред кај вас. Како што ви прикажав, јас влегувам во една мешана шумичка. Да, може да видите, ама пак ви прикажав. Значи, околу мене нема никаква патека. Моментално. Асфалтирана патека ми беше зборот. И што е фрката во ова видео? Фрката е тоа што дали одите на фитнес. Јас не практикувам, не велам дека немам време, зашто тоа ќе го излажам. Човек може да најде време во секое време, за секоја работа, ако сакат да изврши. Така да ќе најде време и за фитнес. Но, како фитнес практикувате? Во затворен простор или на отворено? Вака во длабока природа. Чисто ме интересира, кажете. Јас се наоѓам во една шумичка во средишниот дел на Швајцарија, поточно Аргау, кантон. И шетајќи, овај тука е мој реон, така да кажам мој реон, значи близко каде што живеам. Него шетам прв пат, најдов, не, да кажам, интересна работа. Имат станици. Да ги кажам, не се станици. Ама ајде ќе ги кажам станици. Станици под број, значи, од 1 до 12, 13 или 15, не знам. Да. Каде имате еден почеток, каде што можеш да си правиш еден онака мал фитнес, загревање, истегнување, па одиш, пешачиш некои 100 метра до другата станица и така е направено во редослед. За мене е интересно, случајно го заприметив тоа, па ајде да одиме да ви го прикажам тоа. Луѓе мои, се гледаме на првата станица, да одиме. Епа, луѓе мои, се започнува тука, станица број 1. Нешто истегнување, лево-десно, најверојатно на тоа дрво. Да, согревање. Може да видите. И стрелката покажува на оваа страна. Па може да одеме, да видиме кај се наоѓат и што нудит втората станица. И стасавме на втората станица. Исто тука, некои си вежби, не знам што, не ми е јасно. Да, едноставно, тука местото нема ништо, тоа е тоа. И стрелката покажува на таа страна. Ајде да одиме. И како што може да видите, стасавме на третата станица. Тука е некои си бетонски цевки. Дали се прескокнуваат, не знам што. Ето, станица 3. Тука покажува што се прави. Да. И тоа е тоа. Така, стрелката покажува на таа страна. Одиме. Да, 1, 2, 3. Ете. Да ние одиме на таа страна. Ето, тука имате стрелка. Одиме. И ево пристигнавме до уште еден дел. Искрено не знам што е. Тоа е на 3 различни височини. Тука има нешто сигурно за да може да се прикачи човек. Да, ево станица 4, малце е потемна, ама тука е и шумата е густа. Така да.
Станица 4, може да видите како функционира тоа. Вас ви е можда познато на некој. Стрелката покажува на таа страна. Ние одиме натаму да видиме што се крие на таа страна. Ево може уште еднушка да погледнете. Ајде да одиме. И тука идеме на станица 5. Значи тука нема ништо. Исто истегнување. Истегнување некој си. Да, и тоа е тоа. Стрелката покажува на таа страна. Одиме станица 6. И стасавме до една друга, уствари 6-та станица. Веќе ви е познато ова. Така да, нема што да ви објаснам. Јао, добро за мене. Ето, како функционира тоа. Станица 6. Стрелката покажува... каде таму шума? Не, најверојатно по таа улица треба да одам. Да. Епа луѓе, се гледаме на станица број 7. И ево, пристигнавме станица број 7. Може да видите целосна шума, така да кажам. Познато ви е и ова, вие што правите некој си мал фитнес, да кажам. Да. Ево, тука како функционират. Немам потреба ви кажувам, ама знаете. Но сепак, ајде, таков е редот. Тука има стрелка, покажува натаму и може да одиме. Еве сме тука, станица број 8. Тука има некои си дрва, некој пониско, повисоко, нешто наредени. Ајде да видиме зошто служат. Појма си нема искрено. Да, како и да е. Да, стрелката покажува на таа страна. Одиме низ шума. Да, низ шума. Ево да ви покажем уште еднашка. Да, одиме. Ајде да видиме што ќе најдеме. И ете сме тука на следната станица. Тука некои нормално дрво изработени, бидејќи се наоѓаме во шума. Да, станица број 9, тоа функционира на ваков начин, за тоа се користит. Да, може уште еднашка да видиме. Да, тоа е тоа, тоа е тоа. Да, стрелката покажува на таа страна, излегувам на улица и најверојатно ќе треба да одам десно. Така, се гледаме на станица број 10. Ајде. Ево, да ви кажам, значи го покажува од тука, ова не е некоја станица, мада така патот го прикажува, мора тука да се помините, во позадина јас да ви прикажам, малце на височинка. Кого интересира овци, ево ви, не е ни битно. Стрелката покажува тука и ни мора да ги скачиме овие скали. Да ги скачиме овие скали и од тука не носи патот до следната, мислам дека беше 10-та станица. Епа, луѓе, ај малце да збрзниме. 1-2. Да. И да, јас дојдов од таа страна надолу, таму се искачив и сега треба да одам на таа страна. Па ајде да одиме. И еве, како што може да видите, стасав на 10-тата станица. Тука нормално мора нешто да се извеи лево-десно, да се види по оваа греда. Ајде ќе видиме, прикажеме. Станица 10, така функционират. Да, и тоа е тоа. Стрелката покажува на таа страна и треба да поминиме низ шума. Ајде уште еднаш да видиме. Да, тоа беше тоа. Одиме низ шума. Па се гледаме на 11-та стаза, така да кажам. Поминав низ таа, да кажам, дебела шума и да ви покажам сега 11-та стаза. Ево, какво е? Нешто направено од дрва, од нешто пониско, повисоко, тралала трилили. Ајде да ви покажам ја таа страна. Значи, да, како функционират и сам јас не знам. Да, ајде да видиме. Стаза 11. И тоа функционира така. Да. Стрелката покажува на таа страна, а таа стрелка покажува на таа страна, значи одиме на станица број 12.
ајде да одиме. Ево тука покажува стрелка, значи јас морам да влезам, пак ќе кажам во една длабока темна шумичка, па ајде да видиме што ќе сретнеме таму. Темно, мрачно, но сепак одиме. Колку е морничаво. Јао. И ево стасав до станица 12, исти, значи, како претходната, само некои помали. И ајде да ги видиме. Тука, да, станица 12, ето функционира на таков начин. Стрелка немат, мада таму покажуваат стрелка, треба да одиме на таа страна. Па се гледаме. Ајде. И ево пристигнувам до следната станица. Тука некои дрва наредени. Најверојатно треба да се оди низ нив вака цик-цак, ама јас нема да одам така. И да ви покажам да тоа е станица 13. Да, предпоставив и вистина така, значи тоа објаснува како да се движиш низ нив. Тоа е тоа. Стрелката покажува на таа страна и може да се види таму таа стрелката покажува на таа страна. Па ајде да одиме да видиме станица 14 и ако не се лажам тоа е последна станица. Ева ви прикажам уште еднаш. Тоа е, тоа. Ајде да одиме. И повторно, патот не носит внатре во една шумичка. И да видиме што се крие тука. Аха. Ова е некои си летвички, да кажам, гредички, што треба најверојатно по нив да се движи човек. Да. Ето, може да видите, 14. Тоа е тоа. Да, стрелката покажува на таа страна исто ни шумичка, ма јас морам да опоминам ова да видам колку сум. Да, колку сум стабилен. Добро е, добро е, добро е. Така, ето го поминавме и одиме на таа страна. Да видиме што се крие. Мислам дека ова 15-то што иде следно е последно. Ајде да видиме. И ево стасав ја на станица 15. Тука се прават некои си истегнувања вежби. Да. И иако покажува стрелка на таа страна, али јас веќе ова ми е познато, го имам сретнато. Да. И тоа е последно. Ето може да видите. Епа луѓе мои, јас пак ќе кажам, сум на станица 15. Сум на станица 15. Ако има стрелка, јас го имам проверено тоа. И повеќе нема некои станици за нешто да се вежбат друго, да. Тоа дефинитивно вистина го тврдам. И тоа беше тоа. Јас пак ќе кажам, јас не практикувам за мене некој си фитнес, мада ако практикувам, би практикувал вака на отворено отколку во затворено. Посебно во овие, да кажам, пролетно, летно и јесенско време. Што да ви кажам? Едноставно, чувајте се, бидете здрави, живи, позитивни и да, коментирајте, кажете дали ви се допаѓат. Едноставно и стварта на ова видео е да ве поттикнам и едноставно да ве прашам што повеќе практикувате, ваков начин на фитнес или во затворено. Па уште еднаш луѓе мои, бидете поздравени и се гледаме во некое наредно видео. А до тога, чао, чао.